Повторно се селиме со слика и тон во Белград. Го барам колегата Александар Видиновски да ни каже каква е моменталната ситуација со протестите на студентите во Белград. Бубе, како што гледате, и ние се движиме полека на кај Славија. Тешко е да се стигне до тамо. Ова е една навистина споредна уличка кон патот до Славија, каде што можеме да се уклучиме, да се јавиме. Тоа што е важно да се каже е тие неколку амбулантни возила за кои што јавов на почетокот на вестите се работело за граѓани учесници во протестот. Не знам дали се студенти на кои што им се слошило. Навистина беше голема гужва, така што тоа е разбирливо. Нема некоја друга промена во однос на безбедносна состојба, се уште е мирно и барем атмосферата како мој личен печаток, како ваш репортер, е дека најверојатно така и ќе остане. Сепак дел од локалните српски новинари со кои што разговаравме велат дека по повлекувањето на студентите од пред собранието кон Славија, на тоа место ќе останат само дел од оние, како што ги нарекуваат, оние инфилтрирани навијачки групи кои што велат дека може да истенираат инциденти со оние студенти кои што се наоѓаат во паркот на пионерите, кои што се со шатори стационирани неколку дена. Ова пак ќе кажам се неофицијални новинарски информации, апсолутно нема никаква потврда за тоа. Како и да можевме да забележиме дека во сите овие улици што водат кон црквата и кон собранието пристигна уште неколку автобуси со припадници на српската жандармерија. Претпоставам дека и со паѓањето на ноќта секогаш Скадар, Скопје, Цар Душан. Со паѓањето на ноќта секогаш дека се можни оние радикални инфилтрирани структури или сите оние кои што сакаат да направат инциденти ќе можат тоа да го сторат. Тоа е било се од Белград, протестот се уште трае, преместен кон Славија, нема за сега никакви инциденти поголеми. Ти благодарам и за ова вклучување во вестите во 18 часот.